Како да ги заличиме раните после трагедијата во Кочани? Денеска разговараме со доктор Славица Арсова, таа е директорка на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Како да ги заличиме раните? Долготраен процес, малку трпен процес, во кој што би требало да се вклучат сите структури, односно на што веќе го спомнав повеќе пати, да не се психијатризира населението, односно да не праќаме порака. Да не праќаме порака на населението дека е болно. Значи не се болни од психички нарушувања, туку едноставно се истравматизирани. И повеќе пати го спомнав дека ова е колективна траума која што најмногу ги погодува токму засегнатите лица, односно оние семејства, родители, членови на семејства и подалечни, да кажем, пријатели, роднини кои што биле изгубиле дете или кои што се родители и пријатели и членови на семејствата на повредените лица. Но тоа не значи дека не се засегнати и останатите граѓани од Македонија, вклучувајќи ме и мене и сите останати. И кога велиме да не се психијатризира, токму тоа, да работиме со здравите снаги на населението, односно да ги зајакнеме здравите снаги во поминување низ овој процес. Кога велам процес е нешто кое што ќе трае, значи не може да кажеме дека се тоа магично ќе помине за еден ден, за 2 дена и се ќе биде во ред. Апсолутно не. Ќе потрае. Се согласувате дека е во ред да трае и дека едноставно е природно да дека му треба време. Значи на било кој му треба време. Особено пак ќе кажам на оние кои што ги велиме дека се во ризик, тоа се родителите на децата кои што изгубиле деца, тоа се членови на нивните семејства, тоа се блиски пријатели, роднини и сите оние кои што се, да кажеме, адолесцентната популација, односно деца и адолесценти, помлади и поголеми адолесценти, родители кои што се со губиток, исто така жени, деца, сите деца и повозрасни индивидуи. Мора постојано да се мисли токму на таа структура на граѓани, односно на ризичната група на луѓе. И тука во тој дел би кажала дека од огромна важност е психосоцијалната поддршка. И затоа се препорачува да не се повлекуваме, односно да не зборам за лицата кои што се истравматизирани, да не се повлекуваат и секој сам да си ја тера болката. Тоа значи и доколку станува збор за семејство, доколку број 3-4 члена и слично, да не секој сам да се справува, туку токму да се зборува. Како се чувствуваш, да се зборува на ниво на семејство, на потесното и на поширокото семејно обкружување. Колку имаме поголема мрежа, колку е поголема мрежата за психосоцијална поддршка, толку полесно, односно, ајде полесно да кажем, ќе поминеме низ овој травматичен процес. Доктор Арсова, и човек кога е болен, тоа може да биде траума. И еден човек кога е болен може да биде општествена траума. Еден живот кога е загубен, тоа може да биде општествена и колективна траума. Секој еден живот вреди. Што е различно со оваа трагедија? Дали акумулираните трагедии од претходното или има некој друг момент кој што е поразличен, бидејќи оваа трагедија во поновата историја која што ние ја знаеме, која што сме близко до средовечноста, е една од најсериозните што сме ја доживеале и ја преживуваме. Може би да може и тоа да речеме дека се надоврзува на повеќе трагедии кои што се случи, односно повеќе вакви големи несреќи во текот на изминативе години, дека на некој начин на луѓето може им се исцрпени психолошките одбранбени сили, но ова е огромна трагедија која што не може да се споредува со ниедна и не само во Македонија, туку и во европски, во светски размери една од поголемите. Не значи дека се случува само овде и дека не се случувало и на други места. Знаеме дека се случувале масовни, да кажам, незгодни несреќи и во други многу поразвиени земји од нашата, со многу по, да кажам, развиен систем на функционирање и не може секогаш се да се предвиди и апсолутно не може ни да се реши се преку ноќ. Зошто е поголема? Заради тоа што доколку станува збор за губиток и на еден живот, се разбира дека е страшно и е трагедија, но овде станува збор за колективна трагедија. Овде станува збор за губиток на 59 и тоа се 59 воглавно млади луѓе, односно млади личности. Тоа се случува наеднаш, неочекувано, значи се случува преку ноќ, никој не е спремен на такво нешто. Значи доколку станува збор за губиток на живот по пат на болест, човечкиот фактор дали придонесува тука, бидејќи е трагедија предизвикана од човечки фактор? Секако.
секако дека придонесува и тоа создава едно чувство на недоверба и на несигурност и на небезбедност кај цело население. Создава чувство на хаос. И токму овде медиумите играат многу голема улога да известуваат постојано со точни информации дека не е хаос, дека луѓето не се препуштени сами на себе, дека институциите функционираат, односно да се врати довербата во заедницата. Бидејќи во вакви ситуации колективно се јавува чувство на несигурност, на небезбедност, на страв и на она што го реков хаос и само давање на точни и јасни и постојани информации што точно е тоа и што го правите сите медиуми во текот на изминатиот период многу професионално, дека постојано се известува. Значи, во однос на не само здравствениот систем, што прави секојдневно, а навистина прави, туку и сите други институции кои што се битни во даденава ситуација, односно тоа се сите владини, да кажем, институции и невладини. За куса ќе го прекинеме разговорот, ќе одиме во Охрид, па ќе продолжиме понатаму. Колешката Сонја Рилковска имаме од Охрид. Сонја? Ќе се вклучиме во Охрид. Ќе се вклучиме во Охрид. За кусо? Моќта на емпатијата, на сочувството. Реално, тоа е нешто што сите ние македонците го имаме во себе и многу пати сме го покажале кон други, но таа моќ кон самите себе, мислам дека не обедини како општество повеќе од било кога. Дали таа моќ ќе ни помогне да продолжиме понатаму по вистинскиот пат? Да, најмногу. И пак ќе се вратам на првото што ме прашавте, да не се психијатризира населението, бидејќи психијатрите и клиничките психолози се терапевти, значи тоа се доктори психијатри кои што се задолжени за лекување, за третман на луѓе со психички нарушувања, исто така и клиничките психолози. И пак ќе се вратам на првото, дека најважна е психосоцијалната поддршка. И тоа точно го имаме ние, го имаат и многу други, мислам, сите луѓе во светот, луѓето се социјални суштества. Луѓето имаат социјални нагони и сакаат да припаѓаат во заедница, односно во група. И токму таа група е таа која што помага и во однос на справување и со убавите работи во дадениот момент, односно во дадениот период со лошите работи. Односно тоа е стравот, тоа е болката, душевната болка, тоа е тагата. Доколку сето тоа се подели на двајца, на тројца, на 5, на 10, на 15, на повеќе луѓе, интензитетот на тоа што не преплавува, на тие непријатни емотивни доживувања кои што не парализираат и не ни даваат да функционираме, е помал. Доколку го споделиме со некој друг. Најчесто тоа се блиски, подалечни членови на семејството, соседи, пријатели, врсници, билиме секој со своја генерација, секој меѓу блиските, бидејќи вас кога ви е тешко или на било кој човек, значи кога тагува, кога страда или кога е исплашен, кога е збунет, многу полесно тоа го споделува со некој кој што му е познат. Значи во позната средина. И затоа велиме да се зајакне таа психосоцијална поддршка токму во природната средина, во средината во која што луѓето живеат, односно во каде што функционираат. Доколку станува збор за адолесценти, цело време зборуваме за нив, за млади, тоа е местото каде што не се движат најмногу. Тоа се училишната средина и она социјална средина каде што они секојдневно функционираат, каде што се дружат, каде што излегуваат. Очекувано е младите да имаат потреба да се ги задоволат своите социјални нагони. Тоа подразбира дружење со врсници, тоа подразбира разговори, тоа подразбира заљубување, тоа подразбира и смеење. А сега во овој период ќе се јави кај многу од нив и кај повозрастните страв и чувство на вина. Дали јас сега треба да се радувам, дали јас сега треба да се дружам, дали јас сега треба да бидам со другарите, со пријателите, со девојката, со дечкото, дали треба да се заљубувам или не треба, или тоа е срамота и неприфатливо во дадениот момент, како да се однесувам, дали правам нешто погрешно. И сето тоа предизвикува повторно чувство на несигурност, на страв, на збунетост, која што понекогаш може да се манифестира и со некој пркосно однесување. Која што пркосно однесување и е очекувано и нормално за тој период животен, но понекогаш може да излезе малку од рамките па да помине во проблематично однесување. Или во избегнувачко, повлекување, не сакам ништо да правам, не сакам со никога да разговарам, не сакам да одам на училиште, не сакам да се дружам, да ги исполнувам сите оние задачи и обврски кои што се потребни и неопходни. Не сакам да комуницирам со пријателите или да помине во постојано одбивање на било што или неодмерени изливи на бесина, лутина. Сето тоа Продолжиме треба за да се младите.
исканализира, се разбира, со Да. помош на стручната фела, да видиме. Анастасија Настеска е заедно со Сонја Рилковска од Охрид. Зборуваме за колективната трагедија која што ја погоди Македонија и како да се залечат раните од она што ни се случи во Кочани. Сонја Рилковска е со второто незино вклучување од Охрид ова утро. Така е, колеги, страхотната трагедија која што однесе 59 млади животи не погоди сите. И не само нас, жителите на регионот, на Воземјева, туку и на целиот регион. Во ова јавување разговараме со Анастасија Настевска. Добро утро, Анастасија. Јасно е, свесни сме дека сме сите во една тешка колективна тага. Како да се носиме? Пред се да изгразам едно сочувство, искрено сочувство до сите настрадани и до сите семејства и до сите што се беа засегнати за ова. Засегнати сме сите. Мораме да кажеме дека ова ситуација не погоди сите. Можам да нагласам дека траумата е дел од нашето секојдневно живење. Значи, секојдневно живење и како еден круг, што да кажам дека не постои веќе таму ни минато, ни сегашност, ни иднина. Моментално ние сите живееме со сегашнава реална ситуација и дел сме од таа. Можам да спомнам дека фазите во тагување, во психологијата, менталното здравје, 5 фази се на тагување. Значи, како што ги гледаме сите тие, првата фаза најчесто не е негирање на ситуацијата. И младите пред се и така и настапи и сите. Негираш ситуацијата во која што ја слушнеме. Потоа е бесот и лутината. Ето гледаме и по социјалните мрежи каде што се ова гнев, бес кон системот, кон сите околу. Значи, не гледајќи се да кој е прав, кој е крив, значи нападот е. Потоа е едно компромис, трета фаза е како компромис. Значи, барање солуција на барање на некои други решења. Ако би било, зошто би не било вака, зошто не било така. Е фазата на депресија најчесто кај што мислам дека најмногу ќе ги погоди и младите и сите околу нас, таа фаза можда и подолго да го трае. И на крај фазата на прифаќање. Овие фази, значи и сето тоа тагувањето би траело подолго време и за секој поединец и за секого е различно. Затоа сметам дека во овие моменти, ево ќе се надоврзам дека треба сите да сме заедно и сите да направиме да чувствуваме безбедно средината. А пред се, значи, семејствата каде што се тие треба првен да почувствуваат дека фактички нивното крило, нивниот дел што е тука, дека тие треба да се безбедни тука и оние што останале, значи да го почувствуваат тој малку барем спокој во семејството тргнувајќи. Анастасија, сами споменавте младите. Факт е дека оваа трагедија особено ги погоди младите. Во земјава се забележува ли кај нив некаква вознемиреност? Да, значи пред се јас си кажав, бесот е мислам на прво место и вознемиреноста. Се чувствуваат во тоа што се, например, можда некои од младите, ето како што се разговарало и со нив, ево ние психолозиве и општо и родителите и сето, се плашат некои дека навечер ако станат ке слушнат некој немил настан за утрешниот ден. Тука почнува тоа бегањето од секојдневните, да речам, радости што сте. Тие сега сите ги канализираат во некои други моменти кои што стварно ќе треба поддршка. Јас кажувам дека да, Кочани е најмногу засегнато, но и околу сите. Секој имаме по некој дел, по некој дете, по некој нешто што го чувствуваме блиско до нас. Како да разговараме со младите, со учениците, вие сте и во школа? Па вака, видите, јас и сите ние општо како што вие како ево новинари се почнувате од тоа сочувство, фактички тоа е. Значи треба да му доближиме да се слободни да разговара, да ги искажат чувствата, зашто сите работи ето што се случуваат мора да ги прифата дека се дел од живеењето. Некој сме загубили нешто, нема споредба, например некој кој ќе загубил куќе, кој ќе загубил близок, али во секој случај целата ситуација не носи кон нешто што не вознемирува. Како би разговарале? Значи, ние како родители, ево, и ние како служба и секој од близок пријател, најдобро е, например, во спонтани моменти. Како се чувствуваш, значи, да се остави простор, едноставно да се израза, да не притискаме за разговори. Можда е тоа добро кроз прошетка, пред спиење, можда е добро кога ќе легнат да ја почувствуваат ситуацијата, блискоста, да ги гушниме, да кажеме што чувствуваш денеска, како си. И ако не може да го израза со зборови, добро е, например, на некој да му се пружити можност за пишување, за цртање. Зборувам и со помладиве, за некој не може да се изразат слободно. Тоа е. Ви благодарам многу што бевте дел од студентската програма на Македонската телевизија. Колеги, доктор Славица Арсова продолжуваме во студиото, директорката на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Докторка, насоки за наставниците, за професорите, ги споминавте медиумите,
тоа сакав и засебно да го зборуваме, можеби и на нас, на сите. Ке ни требаат насоки како вистински да се однесуваме, како да помогнеме, особено кои што сме во контакт со деца, со помладата популација, како најфрагилни во општеството ги издвоивме пред вклучувањето. Кои се насоките? Па најфрагилни се и децата, и адолесцентите, значи младите се разбира, но исто така и родителите кои што имаат сега губиток. И односно кои што изгубиле дете во дадениот период, зборувам се во оваа колективна трагедија. Исто така семејствата чии што лица, односно членови на нивните семејства актуелно се сместени по нашиве клиники, и по универзитетските клиники, и во другите болници, а исто така и во регионот, односно во другите држави, кои што се уште се во процес, сериозен процес на лекување, телесно лекување, а потоа ќе биде и со психолошкото страдање. Значи, сите тие се посебно под ризик. Кога зборуваме за психолошко-педагошката служба во училиштата и на факултетите, исто така, што е важно? Тие се сите би требало да бидат обучени да препознаваат одредени психолошки промени кај нивните деца, односно кај нивните ученици. Класните раководители особено, сите наставници, психолозите кои што се вработени по училиштата, би требало да знаат да се вклучат активно во справување со психолошките промени кај особено кај овие деца кои што се од кочанија и кај другите сите, затоа што реагираат сите буквално млади на даденава ситуација, и да разговараат и за тие емотивни доживувања кои што ги преплавуваат во дадениот период. Значи, тоа може да биде и на класен час. Да, се разбира. Да. Тоа може да биде на класен час, тоа може да биде сосема кратко, не насилно, никако, не со притисок, но да им се даде простор да се изразат, односно да се искажат како се чувствуваат, односно што доживуваат тие. Се разбира дека дома секако, во нивната семејна средина, но и во училишната средина во која што ќе мора да се вратат. Значи, тоа е неминовно. Ќе треба да се вратат во, како и ние, во работната средина, така и тие во нивната училишна или факултетска средина. Што треба да прават? Не треба да ги малтретираат со притисок постојан, кажи како ти е и така натаму, но едноставно да знаат дека можат и дека добро би било да се извентилираат, да кажеме, односно да зборуваат за нивните емотивни доживувања кои што ги преокупираат во тек на изминатиот период. Добро, ги споменавме наставниците, професорите како дел од служба, како што велите, кои што се обучени. Во делот на обучени дека треба да останат смирени и доследни, тука се и новинарите, тука се и полициските службеници, тука се и пожарникарите, ги споминавме медицинските лица, ги споминавме Црвениот крст беа исто така, и сите оние кои што се во прва линија за да пренесат информација и да помогнат, вие сте на терен. Кому се му е потребно психолошка поддршка како помош во наредниот период? Па сите што ги веќе ги кажавте, веќе ги спомнавте. Во секоја кризна ситуација која што се случува, во овој период не се случува на ваква криза, секогаш под поголем ризик се здравствени работници, полициски службеници, сега пожарникари и во други ситуации пожарникари и секако медиумските личности, односно новинарите. Зошто? Баш заради тоа што се изложени цело време на тој како да кажем, се во местото каде што се случува кризата и постојано се реактуализираат сите оние трауматски доживувања кои што биле, односно се случила трагедијата, но оној ден кога се случи, но со тоа што сме ние постојано таму, ние повторно се ревиктимизираме на некаков си начин, односно се изложуваме. Примаме информациите постојано и треба да ги канализираме, што е можеби наша должност е да ги пренесуваме. Да пренесуваме јасни и точни информации и постојано, значи континуирано, заради тоа што само на тој начин може луѓето кои што не слушаат, односно кои што не следат, да се растрашат, да кажеме, да им се врати довербата, а да се намали недовербата, да се врати сигурноста, а да се намали чувството на несигурност, затоа што постои некој кој што е тука, кој што е присутен и кој што не ги остава сами да се бават и да се борат со сите ние страшни доживувања кои што ги преплавуваат, како што веќе слушнавме. Тоа е во првиот период секако е стравот. Вистинскиот начин ли е тоа да се победи стравот? Затоа што стравот ќе биде присутен. Стравот ќе биде присутен долго време,
Но да, тоа е вистинскиот начин. Вистинскиот начин е да се каже каде, како, јасните насоки. Значи, кои се јасните насоки, каде да се упатуваат луѓето, доколку имаат мака. Еве, зборуваме сега доколку имаат психолошка мака. Значи, не е решение да психијатрите и клиничките психолози излезат и да се движат по улици, да одат по училиште и да ги лечат, условно кажано, или и да се нудат сами. Да се нудат заради тоа што на тој начин праќате порака дека вие сте болни. Значи, не се болни, не се истрауматизирани. во тој процес на трауматизација и поминување низ целата таа траума, наша задача е да знаат дека сме тука, дека нашите врати се отворени и дека на секој кој што ќе му треба малку поинтензивна психијатриско-психолошка помош ќе му биде пружена. И дека тоа не е срамота, и дека тоа не е стигма, и него е тоа нормално и очекувано е да кога имаш мака да си побараш помош. Доктор Арсова, ги споменавте насоките и ја споменавте помошта од страна на психолозите, психијатрите и така натаму. Да, ние не сме болна нација во моментов, меѓутоа сме сериозно истрауматизирани. Едно е кога насоките ги дава медиумот, кога насоките ги дава кој да е друг освен психологот, а сепак друго е кога психолог или психијатар ќе ги даде насоките бидејќи знае како да го вистинскиот начин. Да го искористи вистинскиот начин и вистинскиот канал за тоа. Дали треба да се охрабрат психолозите сега на јавни настапи? Дали треба да имаат заеднички став и координација во целиот овој случај што сега ни се случува во постфестума, во постефектот? Секако дека треба да имаат координација, значи никако на свое. Еве конкретно клиниката за психијатрија одговорна за сите оние кои што имаат, да кажеме, потреба од психијатриско-психолошка помош, пациенти кои што се сместени на универзитетските клиники и на клиниката по хируршки болести Свети Наум Охридски. Оние кои што се во 8 септември имаат психијатри, колеги психијатри кои што таму работат, а за останатите ние одиме, значи формирани се тимови за кризни интервенции кои што ќе одат во Кочани како поддршка на психијатриско-психолошката служба која што е таму. Добро би било да се психијатриско-психолошките интервенции да се регионални. Значи да, еве да речеме Кочани, Штип, регионот, поблиску до, повторно ќе кажам, до природната животната средина каде што луѓето живеат. Секако дека Скопје не се исклучува, но не значи дека Скопје треба да биде единствен центар каде што сето тоа ќе се, сите тие услуги, односно сите тие интервенции од нашата служба ќе бидат давани. Туку да се вратиме назад, односно да се вратиме кон местото на живење, кон регионот каде што луѓето функционираат, каде што луѓето секојдневно, која што е нивната природна средина. Значи да не ги праќаме сите во Скопје. Дополнителни психолошки притисоци ќе имаат така и од патувањата и од сето оно што би им се случувало. Ќе се отежни процесот. Значи да се качам во автобус или да се качам да влезам во кола, па да се мобилизираме, основното прашање па да е се што барам сега активираме. таму и тоа е можеби основното прашање на луѓето кои што сакаат да функционираат во својот хабитат или во својата. Има многу луѓе кои што сами ќе си поминат низ ова. Зависи од индивидуалните човекови снаги. Значи има луѓе кои што апсолутно нема да имаат потреба од никаква психијатриска помош. Има луѓе кои што ќе имаат потреба од нашите телефони функционираат исто така, кои што ќе имаат потреба само од една кратка интервенција која што ќе се направи по телефон и кои што ќе ги растерети и ќе си продолжат, односно ќе влезат во целиот процес на тагување и ќе да излезат. Генерализираме. Тоа сакате да кажете. Апсолутно не. Има неколку фактори. Едниот фактор е ненадејноста кој што не можеме сега да го исклучиме, значи никој не го очекуваше тоа се случи преку ноќ, никој не беше спремен за такво нешто, вклучувајќи ги и луѓето кои што се истрауматизирани и сите ние. И вториот фактор е она психосоцијалната поддршка, значи колку имам јас поддршка од средината, колку имам блиски пријатели и затоа се тие помени. Затоа се тие помени кои што се прават за луѓето да бидат заедно. Затоа се тие помени 7 дена, 9 дена, 40 дена, 6 месеци, година дена, не се за џабе измислени. Тоа се измислени за луѓето токму тогаш да не бидат оставени сами. Затоа што доколку се сами, страхот е поголем. Доколку јас седам дома сама и се мислам цело време што мене ми се случува и дали само мене ми се случува, сите оние работи кои што се реални се многу потешки отколку кога ќе бидеш со луѓе и кога тоа ќе го споделиш и знаеш дека има некој околу тебе. Најчувствителни во моментов се најмладите, училиштата спроведуваат акција организирано, заеднички, координирано да им помогнат на учениците да се справат со
ефектите, психолошките ефекти од трагедијата што ни се случи во Кочани. Сите сме погодени, еве за децата, за најмладите, кураж, охрабрување дека и ние повозрасните сме исто толку длабоко погодени и дека заеднички поминуваме низ целата оваа криза. Елена Георгиевска е во Куманово, која што токму на оваа тема ќе ни се обрати во второто јавување во Македонија наутро. Елена? Токму така, Бранко, кумановските училишта за сега постапуваат според насоките дадени од Министерството за образование и наука. Изминатава седмица, кога беа и деновите на жалост, информираат дека не се реализирале, ги изоставиле на некој начин тестовите, испрашувањата со цел да не се создава дополнителна вознемиреност кај самите ученици. Исто така информираат дека и надвор од предвидените годишни програми на училиштата ќе се реализираат вонредни вежби за итни евакуации, движење и однесување на самите ученици. Меѓу насоките се препораки на секој можен начин да се допре до учениците, емотивно да се отворат, да ги искажат своите чувства, несигурност и страф. Велат дека изминативе денови поголемата трагедија во Кочани, во која животот го загубија 59 млади лица, стручните служби во кумановските училишта регистрирале вознемиреност кај учениците, дел ги покажувале емоциите, други не. Најважно е, велат, да се слушаат во овој период, да се отворат, да го кажат она што го чувствуваат и при тоа кон нив да се гледа како кон деца. Од друга страна пак родителите за сега не побарале стручна помош од кумановските училишта, од надлежните, психолошката, педагошката служба. Ги повикуваат и нив, доколку имаат прашања, слободно да им се обратат и велат дека присутноста и секако разговорот со децата, со учениците во овој момент е најважна. Предлагам, доколку е подготвена изјавата на педагог од средното училиште Наце Будјони од Куманово, да погледнеме. Имаше различни, значи имаше вознемиреност, имаше длабоко трогнат, имаме ученици кои се повржани на било кој начин со младите од Кочани, сите си поаѓаат од себе си што можело, нели, да им се случи на нив, затоа што дискотеките низ целата држава не се баш безбедни, а тоа е наша грешка. Ним приоѓаме така што се трудиме ние, барем ние како професионални, нели, како стручна служба, да ги слушаме, значи да ги сослушаме, да дадеме насока или некој начин како да си ги самите да си ги самите да се отвараат, едноставно да ги сврлат своите емоции, со тоа што или ќе разговара со другарка, или ќе ни се јави на нас, или ќе разговара со родител, или ако не може тоа да го изнесе вака со зборови, да си го напише на некој лист хартија, па нека го запали или нека го искине потоа. Да ги гледаме првенствено како деца, не само како ученици кои овдека треба, нели, да учат, да ги согледаме, едноставно, да ги прашаме, да го слушнеме тоа што тие сакат и нему да ни го кажат. Имаше многу ученици кои не сакаат да разговараат, велат дека нели не се чувствуваат, тажни се, ама немаат потреба, иако тоа се гледа во нивните очи дека вознемиреноста е присутна. Да, тоа беше изјавата и она што е клучно е секако отвореноста и зборувањето во овој момент и со стручните служби во училиштата, меѓутоа и присутноста и зборувањето со родителите со кои што најверојатно се чувствуваат и најзаштитени и најсигурни. Што се однесува до протестите од училиштата, од кумановските училишта информираат дека не се запознаени со истото, дека тие не одлучуваат каде ќе заминат дечињата по завршување на часовите. Тоа всушност го одлучуваат самите деца и нивните родители, меѓутоа апелираат протестите да бидат мирни и се свесни дека агресијата која што се буди периодов поради немоќта која што ја чувствуваат сите, сепак треба да преовладее свеста и истите да бидат протестите да бидат мирни. Студио. Тоа беше Елена Георгиевска од Куманово на тема како да се залечат раните од трагедијата во Кочани, како да се намали ефектот на најмладите, а тоа се учениците кои што се можеби и најзасегнати со оваа трагедија.
Продолжуваме во студиото. Доктор Слави Царсова, директорката на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Докторка, свесни сме, доколку загребеме малку подлабоко на површината, дека ние сме виновни за оваа криза во општеството. И дали ја имаме свесноста да го прифатиме тоа дека е така, или едноставно се научивме да продолжиме да живееме со тоа дека ќе биде подобро? Кога велиме ние, мислиме на сите ние, без исклучок. Сите, Се да. Без разбира. исклучок. Да. Се разбира, колективна е одговорност. И индивидуална и колективна. И секој од нас од оваа невидена трагедија добро би било да се сврти кон себе и да види што правам јас и што не правам или што сум правел во минатото и што не сум правел. Во изминатиот период, односно сега буквално во текот на овие неколку денови, јас се наоѓам себе си како ја и во нашата зграда и во соседните згради проверувам дали функционира хидрантот, дали има црево, дали има и такво нешто. И секој, еве, како родители или како одговорни лица возрастни, а и останатите, би било добро да си го зголемиме чувството на одговорност и на одговорно однесување секаде каде што се движиме. Тоа подразбира и дома, и во соседството, и на работа, и на тој начин да го редуцираме ризикот од евентуални појави на големи трагедии од вакви размери. Се разбира дека сите несреќи кои што се случуваат не може да ги предвидиме, ама некој може да ги предвидиме во смисол на намалување на ризикот од такво нешто. Тоа е најбазично, да разговараме со децата во однос на тоа како треба да се однесуваат доколку се случи такво нешто. Да поттикнеме такви работилници, мислам ги прават уште во предучилишните установи и во училишните установи работилници како да се однесуваат доколку се најдат во средина каде што има пожар, на пример, или некоја друга таква елементарна непогода, да се разговара за сите емотивни доживувања кои што им се случуваат секојдневно, а во однос на нашето функционирање да се разбира секој од нас да се запраша дали јас во текот на моето животно, лично, и социјално и професионално функционирање се однесувам како што треба, совесно, одговорно и слично, или сум правел или правам се уште бројни работи кои што не се добри, кои што не се да не речем да потребам таков збор, не се морално етички прифатливи, но ете и такво нешто. Тука ќе ве прашам засебно одговорно однесување во овој процес на исцелување од траумата и наредните денови кои што ќе следуваат, период кој што ќе следува, одговорно однесување на секој од нас. Што значи тоа? Тоа значи, на пример, доколку јас работам како психијатар, не само како директор, ама и таа е дополнителна одговорност и функција, тоа значи да си ја терам работата како што треба. Односно да станам од сабајле, да се спремам и да отидам на работа и да си ги исполнувам своите работни задачи и обврски. Токму во контекст на тоа сакав да ве прашам, затоа што работата реално е тука, присутна, обврските се тука, секојдневието е многу динамично и сето тоа не потопува во текот на денот и можеби не направи и не подотуги еден од друг. Тоа се тие обврски кои што ги имаме секојдневно сите и динамичниот живот кој што го живееме во наредниот процес. Да не дозволиме како да го направиме тоа на вистински начин, да не потопи тоа и да во делот да не се почувствуваат и жителите на Кочани, оние кои што ги изгубија најблиските, оние кои што навистина ќе живеат цел живот со една голема траума, да се почувствуваат заборавени во некој дел дека ете готово не забрави, ова помина. Никако. Никако тоа не сме да се случи и заради тоа изборуваме и ќе зборуваме. Се разбира дека тоа не треба да биде претерано, заради тоа што мора добро би било да течат сите оние работи кои што си течат и кои што се важни, да кажеме, еве од другата недела почнуваат испити, колоквиумски недели, односно оваа недела се тие колоквиумски недели кога студентите мора да полагаат колоквиуми и да полагаат испити. Да, тие сите беа одложени изминатата недела. Се беше одложено. Да, вистинскиот начин е ова што го правиме и треба да го правиме подолго време. Значи, допрва ќе не чека работа. Допрва нас како здравствени работници ќе не чека работа, а и вас исто така,
значи да информираме за се што се случува во однос на трагедијата, но и сите оние други информации кои што се неопходни. Не можеме ние да избегаме и да кажеме се ќе се вратиме назад со векови, односно тоа е темпото на живење, тоа е современиот начин на живот. До некаде и добро, има и добри работи, значи дигитализацијата да кажеме повозможува да се работи телепсихијатриски или телемедицински. Доколку некој има потреба од било каква помош наша, да може секој, скоро сите имаат паметни телефони или некои други такви апарати и телепсихијатријата се покажа како многу добра во разни кризни ситуации. Значи не може да бегаме дека современиот начин на живот е таков. Од друга страна, ние сме социјални суштества, ние имаме потреба да бидеме еден со друг. И тоа ќе си дојде на место. Значи имаме потреба да се дружиме, не само да работиме. И секако дека тоа не може да се занемари. Дали се дружиме помалку или повеќе, кој на каков начин се дружи, тоа е различно. Како си ги задоволуват тие своји социјални потреби, односно да припаѓаме во група. Тоа што е во Кочани и во околината, верувам дека така функционира. Дека меѓусебно комуницира, дека одат едника и други и така, дека на тој начин си ги облажуваат оние страшни работи кои што им се случуваат. Се разбира дека добро би било да постепено, ама многу постепено, да се враќаат луѓето и на своите работни обврски и на оние училишни обврски пополека, не наеднаш, заради тоа што не може да се случи наеднаш, тоа е процес. Во однос на родителите, ние цело време зборуваме за децата. Такав нив да ги оставам на страна како на крај на разговорот. Родителите се кои што имаат губиток сериозно погодени, истравматизирани. И тие со нив ќе треба да се работи многу долго време и пораката е таа дека тагувањето и болката си останува за секогаш, интензитетот се намалува и се учиш да живееш со таа болка. Се учиш да живееш со тој губиток. Да, како најмладите се справуваат со овој момент и може би најважното прашање кога се во прашање младите е дали тие бараат помош, дали се свесни дека им е потребна и дали се охрабрени да ја побараат. Елизабета Митреска од Прилеп ја вклучуваме повтор пат во Македонија наутро. Бети. Да, Бранко, како да се лекува душата, посебно во вакви индивидуални, големи, колективни трагедии со големи трауми, посебно за најблиските, за младите, за оние кои имале своји пријатели, колеги. Ана Алексовска, психолог од Прилеп. Ана, вие долго време работите со младите на психолошко советување и како да се допре до оној што е ранет во душата. Секако и секој разговор пак ќе го подсетува на оно што се случило, тоа е болно, уште тешко. Меѓутоа веќе имате и прв случај кој ви се обратиле и млади. Да, значи имав еден случај каде што девојката уствари беше имаше блиска особа која што беше една од преживеаните и која што доживеала хорор зашто видела страотни слики и била прегазена по целото тело од стампедо и не била спремна да разговара и била во лоша психичка состојба и девојката дојде за да се советува со мене во врска со нејзината пријателка. Значи овие трауми, значи од овој размер бараат посебна нега и грижа за лекување, како што рековме, на душата и затоа треба да се работи со професионалци, посебно со луѓе кои што можеби и се повеќе вклучени во лекување на травматските настани и PTSD, кое што може да се јави во вакви случаи. Велите што побрзо да се почне, како да се допре, како посебно и до младите, во Кочани јасна генерација имаме загубени и голема е уште болката и тагата. На кој начин? Значи, најчесто најдобро е, како што и комората на психолози има изложено број на психотерапевти и психолози кои што даваат бесплатна помош и поддршка. Единствено што во вакви моменти можеме да направиме ние професионалците е да ја дадеме таа бесплатна помош и поддршка и да бидеме достапни 24/7 за настраданите и директно инволвираните во овај травматски настан.
велите долг е процесот, но секако и психолошка поддршка им треба и на сите што се на лекување во земја и во странство. Да, точно и на тие што се згрижени надвор во странство имаше еден предлог да терапевтите од КБТ терапијата, од Европската асоциација на КБТ терапијата, да работат директно со преживеаните таму во државите каде што се сместени. Например, доколку се во Србија, да се допре до колегите во Србија, кои што се терапевти, да можат директно да работат со преживеаните и да се почне процесот на лекување на траумата. Кои се чекорите во наредниот период за да има психолошко, душевно заздравување? Значи, траумата како траума има повеќе начини на кои што може да се соочиме и да ги менаџираме симптомите, но најчесто поддршката и од едни од други, поддршката од фамилијата, поддршката од наставниците, разговарањето во една сигурна средина каде што луѓето ќе можат да ги isprocesираат емоциите, да видат како траумата влијаела врз нивните мисли, чувства и постапки, може да им даде една нова смисла за цел и може да им даде поинаква слика за нивните реакции кои што се јавуваат во екот на оваа траума. Благодарам Алексуска, очигледно долг и тежок е процесот и ние посакуваме навистина за лекување на душата, за како што велате ви психолозите, да се научиме да живееме со тагата и болката, посебно оние кои ги има најблиските. Благодариме, Бети. Психолозите се тука да ни помогнат на сите како да се справиме со овие тешки времиња, тешки денови. Го завршувам овој блог со доктор Слави Царсова, таа е заедно со нас директорката на Универзитетската клиника за психијатрија. Секој од нас кој што има загубено близок се учи цел живот да живее со таа тага и се ја носи за цел живот. Нема поголема тага за родител тоа да го загуби своето дете. Ние викаме тоа екстремно силен трауматски настан. Како да се помогне? Постојат силни трауматски настани, помали трауматски настани, ова е екстремно силен. Значи на врвот, екстремно силен трауматски настан кој што ги крши сите одбранбени снаги на било која индивидуа. Овде морам да се вратам на ова што го слушнав претходно. Значи не може да се каже дека сите луѓе од кочани ќе развијат посттравматско стресно нарушување. Мислам апсолутно не. Ќе поминат низ одредено, како да кажам, закрепнување, ама посттравматско стресно нарушување или така наречено PTSD е веќа диагноза, е веќе расстройство, кое што апсолутно нема да се развие кај секој. Ризикот да се појави кај тебе кај родителите е поголем, но и тоа не значи дека кај сите родители такво нешто ќе се јави. Доколку се јават потешкоти, комплицирано да кажеме тагување, каде што потешкоти веќе би окажувале во тој правец, дека кај некој човек има посттравматско стресно нарушување, тогаш веќе треба да се бара третман, психијатриски третман. Дали тој ќе биде фармаколошки, односно со давање на одредена терапија фармаколошка комбиниран, значи најчесто комбиниран и со помош на лекови и со помош на психолози, односно или психотерапевти, клиничари, се одлучува на лице место, односно се одлучува со самата индивидуа. Сепак сакате да кажете во консултација со доктор? Обавезно. Докторот е тој кој што прави триажата. Она што веќе го кажав, односно докторот е тој кој што кажува ти треба кратка психолошка интервенција, тебе ти треба поинтензивна, подолготрајна психотераписка интервенција, кај тебе треба комбиниран третман и така натаму. Тежок разговор, Некогаш остануваме и без зборови. Тежок ден по 7-дневната жалост. Обид да се вратиме во нормалната, мора да живееме нормално, животот мора да продолжи, како ќе се носиме со загубите, ова е колективна загуба на сите нас. Ден за ден. На сите нас, ова можеше секому да се случи, да не дозволиме да се повтори и жртвите да не бидат, ако може така да се изразиме, залудни. Да научиме животна лекција. Доктор Слави Царсова, директор на Универзитетската клиника за психијатрија, благодариме што утрово бевте со нас и што споделивте со гледачите како полесно да поминеме низ оваа колективна траума.